сме во студиото на Топ Тема во пресред на одењето на работа на мајките кои досега беа на породилно отсуство и враќањето на работа на хронично болните. Ја отвараме оваа дебата на која што е министерката за труд и социјална политика Јагода Шакпаска. Добро вечер. Со представници на мајките кои што бараат повторно да се продолжи породилното отсуство, тоа е Дијана Петрова. Ви благодарам што сте и вие во студиото. Меѓутоа и градоначалникот на општина Карпош, кој всушност е надлежен за градинките во неговата општина која има многу градинки и деца кои се запишани во нив. И представникот на Сојузот на стопански комори Благоја Грозданов, кој доаѓа од приватниот сектор, каде што пак на пример е проблем доколку вработените долго време отсуствуваат на работа. Благодарам што дојдовте во еден ваков состав за да се објаснат некако сите страни на проблемот и на вас, министерке, што е во оваа улога. Ве ставивме на жешкото столче за да одговарате на барањата. Во пресред на ова, еден ден пред да се вратат мајките на работа, тие протестираа во два наврата и велат дека немаат се уште услови за да се вратат на работа. Најмногу беа затечени од одлуката затоа што им оставивте како влада само една недела за да се подготват, да ги подготват своите деца ако не оделе до сега во градинка и да се снајдат за да се вратат на работа. Зошто владата ги стави во една ваква ситуација мајките на малолетните деца, на оние што биле бебиња или до 6 години? Прво, добро вечер. Благодарам за поканата и поздрав за вашите гледачи. Одлуката на владата за отворање на градинките беше донесена на првата владина седница која се одржа на 2 септември. Стартот на градинките почна на 9 септември. Од тука, со отварањето на градинките, со создавањето на услови за сместување на децата во предшколски установи, значи градинки и дневни центри за ран детски развој, создадовме простор од 2 недели до одлуката до 23 за враќање на сите родители на своите работни места. Односно, со отварањето на градинките се изгуби смислата зошто родителите би останале дома кога градинките ги отворивме. Владината одлука во воредната состојба за затварање на градинките доведе до ситуација да морат мајките, родителите да останат на продолжено породилно боледување, да се грижат за децата. И од тука стоиме на ставот дека со отварање на градинките оваа одлука престанува да важи и родителите имаат 2 седмици за да се подготват, и своите деца да ги подготват за да тргнат во редовен процес на работа. Значи, не се работи за една седмица, туку се работи за 2 седмици. Согласно протоколот кој што беше донесен уште на 29 мај, многу јасно се прецизирани критериумите и условите за згрижување на деца во услови на пандемија со COVID-19. Тие протоколи јасно ги дефинираат како условите во градинката, однесувањето на вработените во градинката, бројот на деца кои што се згрижени почнувајќи од групите од 0 до 2 години, како и поголемите групи на деца. За протоколите ќе разговараме и во делот кога видовме дека се појави и првите случаи на заболени, меѓутоа госпоѓа Петрова, министерката вели дека имало време од 2 седмици за да се подготват мајките да го решат проблемот во однос на тоа како ќе бидат децата згрижени во градинка, на каков конкретен проблем и на што конкретно се соочија? Дали, например, оние што ги немале запишано, не може да ги запишат во градинка, или ми е премалку оставено време за да аплицираат и добијат дозвола, затоа е тука и градоначалник за да видиме колку е тоа реално. Одлично. Вака, јас сум пред се мајка на 2 деца, едното е 3 години, кое што посетува градинка баш во Карпош. 4 во Орце Николов, а второто дете, односно бебето ми е 9 месеци. Значи, девојчето си остана дома во март кога си се затворија градинките, бебето ми е запишано во градинка мене уште во февруари месец, за да тргне во август, затоа што свесно знам кога јас треба да се вратам на работа. Сега, сето вие ова што го кажувате, господја министарке, е вистина и е така. Меѓутоа, на 9.9, кога јас се јавив во градинката Орце Николов во Карпош, мене ми кажаа дека за мојата керка да биде примена во градинка, треба да однесам 2 потврди дека јас како мајка и таткото на тоа дете мораме нашите задачи да ги изведуваме физички присутни на работното место. Јас во тој момент бев на продолжено породилно отсуство, не знаев што и како ќе се случува, и нормално никој тогаш не знаеше кога ние ќе треба да се вратиме на работа. Па така остана по разговорот и со воспитувачките
и по разговорот со директорката на баш на оваа градинка, дека кога ќе ни се реши статусот, нема да има апсолутно никаков проблем да се врати детето на работа. По однос на бебето, за кое што кажувам дека е запишано во февруари, уште не ни знаевме што не чека цела оваа година, кажав каква е ситуацијата и беше не е никаков проблем, место има. Тоа е мојот личен пример. Меѓутоа, кога јас се јавив да прашам дали можам да си ги носам децата во градинка, имајќи предвид да од 23.9 се враќам на работа, мене од раководителката во општината во Карпош 4 ми беше кажано следното: за бебето не е проблем, бидејќи тоа ќе биде во еден така наречен период на адаптација за кој што сите сме свесни дека треба да го помине бебето исто како и воспитувачките. Меѓутоа, за девојката, односно девојче, пардон, од 3 години ми рекоа дека не може да ја примат затоа што јас сум се уште дома и имаат строги инспекцијски контроли. Мора да обезбедам целосна документација. Така мене од работа излегува во пресрет, јас обезбедив целосна документација, денеска си ги однесов двете деца во градинка. Факт е дека ако сублимираме дека во однос на одлуките што се носени од владата и она што се спроведува на терен нема некоја добра координација, градоначалниче, еве конкретно прашање добивте во однос на тоа дека сакајќи мајките да го следат ова што го пропишува владата веќе на време, поднеле барање да одат децата во градинка, меѓутоа некако на терен како да нема добра координација и се појавил проблем. Јас колку што разбрав, проблемот е решен, така. Да, меѓутоа има и други мајки што не се е решен. Градинките не вршеа упис од март. Дечињата се значи сега примени. Да, меѓутоа не вршеле упис од март, има и други мајки кои што имаат овие примери. Среќа што сте од Карпош двајцата, па може конкретно да одговорите. Инаку има мајки кои се соочуваат со овие проблеми затоа што има некоординација на терен. Добро, најпрво верувам дека за мене е прилично разбирливи реакциите и од мајките и од родителите, разбирливи ми се реакциите од сите граѓани, зошто бидејќи јас некогаш реагирам на целата ситуација кога ќе дојде до некои непосакувани дневни бројки, извештаи на заболени и слично, меѓутоа мора да се помириме сите дека не може да биде се нормално бидејќи се наоѓаме во една прилично сериозна абнормална ситуација. Јас сум 31 година, не сум многу возрастен, меѓутоа во 31 година постоење не се сеќавам да имало ваква ситуација. Верувам дека и вие и дека и повозрастните не се сеќаваат. Меѓутоа, мислам дека секој почеток е комплициран, секој почеток е тежок. Не би рекол дека нема синхронизација помеѓу Министерството и општините. Мислам дека тоа се почетни маки, да речам сладки маки, почетни. Да, вашата администрација го следела правилото дека ако нема од работодавецот потврда дека оди на работа, мајката била се уште на продума, не може да им го запише детето. Во таа смисла можеби треба локално да се посвети повеќе внимание, затоа што Министерството не може со тоа да се занимава. Зошто вашите вработени, еве, во кој дали веќе направивте некоја анализа и дали веќе таквите проблеми се надминати, затоа што ова се реални проблеми на луѓето. Видете, јас ќе бидам неискрен ако кажам дека нема да има такви проблеми и дека секој оди како подмачкан. Значи јас никогаш во мојава политичка кариера, колку и да е кратка или долга, не сакам да дам лажни ветувања. Јас знам дека и ние, како општини, и министерката и Министерството, и владата ќе направиме максимално се што можеме за процесот да тече мазно и максимално да излеземе во пресрет на родителите и на старателите. Од една страна, јас, како што реков, јасно е неизвестноста за сите, никој не знае што ќе биде утре, меѓутоа, ситуацијата е нова и за оние воспитувачки и негователки кои што сакаат да ги примат дечињата, а и за раководителите на градинките и на клоновите на градинките. И за нив е ова ново. И сега може да се случи и таква ситуација. Битно е на крајот да се реши добро. Значи тоа излегува дека од утре кога ќе тргнат на работа, ќе ги земат потврдите од работодавачите, па ќе им ги дадат на вашите раководители, па тие ќе сватат дека се на работа. Дали Министерството и градинките, многу се во Македонија, еве конкретно ајде добро е што е градоначалникот тука, успеа да се координираат во однос на овие вакви прашања, затоа што имам чувство дека мајките протестираат заради некоординација на она што владата го носи и тоа што се спроведува на терен. Ако од утре веќе носат потврда мајките, па допрва треба да ги запишуваат, тогаш навистина е проблем.
Јас би сакала да се надоврзам на коментарот на градоначалникот. Јас многу убаво ги разбирам родителите. Ги разбирам пред се мајките, затоа што јас сум мајка. И знам какво е чувството кога вие вашето дете треба да го оставите некој да се грижи од моментот кога вие треба да се вратите на работното место. Моите ќерки ги оставив на 8-месечна возраст затоа што мојата работа како лекар во итна медицинска помош налагаше во тој период да се вратам на работното место. Извинете, само ако може. Дозволете да се доискажам, мислам треба да сме парламентарни. Значи, ние како министерство одговорно ја следиме состојбата од првиот момент. Стефан, градоначалникот, кажа дека оваа ситуација е ворена не само за нашата земја, ова е ворена ситуација за целиот свет. Од тука, кога се правеше проценката дали детските градинки треба да се отворат, ние ги имавме податоците за тоа колку има слободни места согласно протоколот. Значи колку има услови за безбедно сместување на децата со осведување на ризикот на минимум. Врз основа на таа бројка, ние успоставивме влезен критериум, приоритет, децата на кои родители треба да влезат во градинка. Затоа што Стефан многу убаво кажа, ова не е нормално време. Ова е време кога сите треба да ја премостиме пандемијата на најбезболен начин, како за нас, како поединци во општеството, меѓутоа комплетно и за целата држава. Влезен критериум, односно приоритет за сместување на дечиња имаат самохраните родители и двајца вработени родители. А се двајца вработени, меѓутоа потврдата не може да ја земат, ме разбирате? А зошто не може да ја земат? Зошто не може да ја земат потврдата? Се ја донеле мерката, требало да однесат потврда, господијата кажа, дека и таа оди на работа и сопругот. Жените со продолжено породилно во тој момент кога аплицираат за во градинката за предност според овој критериум, немале се уште потврда дека одат на работа, зашто не оделе на работа, од утре ќе почнат да одат на работа. Меѓутоа со отварањето на градинките се губи смислата зошто родителите би продолжиле да седат. Технички е проблем, техничка причина зошто работодавачот, затоа што работодавачот можеби требало да наложи владата дека и мајки го предвид фактот дека мајките ќе тргнат на работа на 23 да се даде на работодавецот дека последниот месец треба да издава потврди за да може да одат во градинка. Проблемот е технички, не е ниту политички, ниту некој владин проблем. Меѓутоа ние како министерство и владата на дневно ниво ја следиме состојбата во градинките. Значи, кога говориме дека има и места и дека има простор да се сместат децата, тоа говориме врз основа на аргументи. Колку места има, се ја кажете, слободно, денес колку имам последната анализа врз основа на она што до нас вчера пристигна како информација дека нема слободни места во скопски градинки. Денес на терен конкретно испративме инспектори од детска заштита од министерството и ситуацијава е следна. Градинка Росица во општина Ѓорче Петров. Запишани 79 дечиња, присутни 39 деца. Интерес за сместување дополнително нема. Значи згрижени сите. Во градинка Пролет во општина Карпош запишани 48 дечиња, само 15 биле денес на терен. Ова одговорно ви го тврдам затоа што ги имам податоците од тројца инспектори кои ги испративме на терен. Ние во цел период од кога се отворија градинките, не сите запишани деца одат посетуваат градинки. И од тука како министерство и од оваа емисија сега апелирам кон граѓаните во оваа ситуација да бидат солидарни. Тие родители што ги запишале децата, а не ги спраќаат во градинка, да го отстапат тоа место на родителите на кои навистина им е неопходно сместувањето во градинка. Значи показателите од денешната ситуација, а верувајте, секој ден од кога се отворија градинките сме направиле цело досие на дневно ниво што се случува во градинките. Ја следиме здравствената состојба како на децата, така на персоналот и на дневно ниво правиме анализа, пресек секој ден во 12 часот каква е состојбата. И денешниот последен резултат говори дека слободни места, дека не се сите деца запишани посетуваат градинка. Конкретно еве Буба Мара аеродром запишани 96, само 18 деца. Ова е бројката за јасли. Значи ги имам за сите групи. Податоците се од денес. Ова е од инспектори тројца подпишани од градинката, од министерството. Прашање само ако може директно баш еве Буба Мара аеродром, Давид Ивановски требал да тргне во градинка, меѓутоа не му се јавиле, а за Михаела Ивановска се уште нема нов упис бидејќи не примале Буба Мара аеродром. Ова е од мајка татко Ивановски. Дали може на инспекторатот овие податоци да се даваат од мајките директно? Ова се податоци што се прибрани преку Facebook група, значи прашуваме кои родители имаат поднесено барање, кога имаат поднесено барање и како. Еве и на градоначалникот.
Детето Војдан има поднесено барање во градинката Орце Николов во објектот Карпош 3 во јаслена група, се уште немаат никаков одговор. Ги имаме многу. Мислам, реално имаме многу мајки кои што им ги чуваат децата, баби и дедовци. Им ги чувале, а биле запишани во градинка. Може да одговора? Меѓутоа, само да да ви поставам едно целосно прашање. Во ситуација кога никој не знае што се случува и како се случува, мајките и татковците се снаоѓаат како знаат и умеат и ги оставаат децата кај бабите и кај дедовците, за кои што нели кажано е дека треба да одржуваме социјална дистанца и да не ги мешаме. Да повелете со прашањето, затоа што да не ги мешаме групите на малите и големи возрастните. Како некој сега ќе си дозволи луксус да го отпише детето од градинка и да не го носи, а во случај да нема тетката, бабата, можност да го чува. Ако има кој да го чува, тогаш нека го отпишат, подобро да остапат место за тие што нема кој да го чува. Овие сите поднеле барање, бидејќи никој нема да им го чува децата, нема кој да им го чува детето. Овие имаат реален проблем. На терен се случило тоа. Дали може, дали ги имате предвид овие повици на мајките за да се проверат и на терен како инспекторат? На дневно ниво ги контактираме сите градинки, 311 објекти во државата. Нашите информации како министерство не произлегуваат од Facebook групи. Ова се базирани на докази, на дневни извештаи, секој ден ја анализираме состојбата како е. И еве го листот од денес, јас одговорно тврдам, ова е состојбата. Значи, запишани се децата, а не посетуваат градинка. И од тука на нашиот апел до сите родители кои што го чуваат местото, а не го праќаат детето во градинка, тоа значи дека имаат алтернатива кој да се грижи за тоа дете, да го отстапат на родителите на кои што им е неопходно. И како да го решиме проблемот? Околу запишува. Затоа ги повикувам, сите ние имаме одговорност општествена, човечка солидарност. Во ситуации кога цел свет се справува со оваа пандемија, ние повикуваме на таа одговорност. Ние сме граѓани на оваа држава и сите заедно треба да го дадеме придонесот како што безболно да излеземе од кризата. Во однос на запишани деца кои што не биле контактирани и повикувани. Ова не е ситуација која што ја наметна короната. Вие знаете дека секогаш постоеле листи на чекање во градинките. Значи тоа не е ситуација која што сега произлезе од короната, па е дополнителен притисок. Од тука, како власт во изминатиот период отворивме 43 градинки. Ние велиме таргетот за сместување на дечиња во претшколска установа до 2024 година ќе го зголемиме за нови 7500 места во градинките. Ми разбирате? А тие листи на чекање секогаш постоеле. И сега дополнителниот притисок и представување во јавноста на таа перцепција дека е сега ова нова наметната ситуација. Не, меѓутоа има проблем, не се јавуваат за да бидат повикани за во градинка. Повторно ќе речам, имам впечаток дека можеби вашите инспектори почесто треба да додат на терен се и градоначалниците малце повеќе да притискаат кај раководителите. Жане, дозволете, од првиот ден кога ги отворивме градинките, ние формиравме комисија која што на дневно ниво прави посети во градинките во цела држава. Извештајот е готов, изработен, нема градинка во државата која не е посетена од нашите вработени. Дополнително, Државниот здравствен и санитарен инспекторат е надлежен за да прави контрола за тоа како се почитува протоколот. На дневно ниво сме во контакт, 90 градинки посетили Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Значи, ние следиме ситуацијата. Не да не е координирана. Добро, јас морам тука да ве прекинам, затоа што имаме представникот од Сојузот на стопански комори, господине Грозданов. Се доби впечаток дека некако се поделија и вработениве на две групи. Оние од приватниот сектор, мајки или хронично болни, кои што до сега можеа дома да останат, мораа да одат некако на работа тие што се во приватен сектор. Самиот градоначалник Шилегов кажа дека има во неговата во град Скопје над 40 луѓе, чинам, што не дошле на работа од која е корона кризава, по еден или по друг ослов. Во приватниот сектор, еве, бидејќи се Сојуз на стопански комори, верувам дека имаше мајки кои имаат породилно, дали го користеа продолженото или се обидоа свесно со колегите да се договорат како да доаѓаат на работа. И дали вазви се појавува проблеми да не дојдат на работа, искористувајќи ги до максимум сите мерки кои што ги дава владата и сите можности, затоа што на тој начин ќе пати фирмата, односно стопанските. Благодарам прво на поканата. Значи, очигледно станува збор за една исклучително сензитивна тема која допира до сите нас. Дефинитивно, бидејќи во прва линија, можеби сме одговорни лица на предпријатија или можеби сме министри, така натака, во прва линија
сите сме родители на деца. Најголем број од нас е родители на деца. Баш поради таа комплексност не сме на темава да се приде во решавање на темата да се приде еднодимензионално, бидејќи има последици во сите аспекти на општествено-економскиот живот кај нас. Сега, да се навратам на прашање што ви го поставивте, имаше во нашата комора членуваат огромен број на компании, имаше секој случај, имаше лица кои секогаш ќе имате лица кои се обидуваат да злоупотребуваат, меѓутоа имате лица кои се со реални потреби, со реални проблеми кои се тангирани од ова здравствена економска криза. Не сме она што нас ни е најважно. Јас не знам колку се сега во ситуација да не знам колку се подготвени градинките или да слушам вас како дебатирате и слушам својата мајка и кажу, не знам докаде е подготвеноста или доколку е степенот на можноста да се прифатат деца, меѓутоа на крајот на денот, доколку во државните институции нема услови за тие деца да бидат примени или да може да бидат загрижени, во тој случај сметам дека нема никаква логика за тој терет од тие родители кои не може да ги дадат децата во градинка или во училиште, и тие родители да продолжат со редовни работни активности, нема никаква логика тој терет да продолжи да паѓа на предпријатијата, бидејќи во Дали предпријатијата им исплаќаат цели плати и на тие луѓе што ги користеа имаше одредени, зависи од секторот, имаше одредени сектори кои можеби ги користеа одредбите од Законот за работни односи за исплаќање на овој 50% услови. На висша сила некои можеби беа затворени 70% колективен одмор и слично, меѓутоа еве сега заврши во редната состојба, заврши официјално кризата и веќе мислам дека треба и да се враќаме во нормала и некои општествени текови да продолжат да Што со мајките кои беа на породилно? Тие користеа мерка за продолжено породилно отсуство. Дали вие ги исплаќавте полни плати или за нив важеше до 70%? Тие што се на породилно се продолжи породилното, кај нив не е проблем, меѓутоа имаше многу родители кои со деца кои не може да бидат грижени во претходните период 6 години, 10 години како беше мерката, кои зависно од ситуацијата, зависи од фирмата, можеби беа со 70% доколку фирмата е затворена, можеби беа со 50% или можеби некои се ротира еден родител, втори родител, па целосна плата беше исплатена. Значи мислам дека приватниот сектор максимално солидарно влезе, она што од нас цело време се бараше и последиците ги амортизираше огромен дел од последиците од оваа криза, бидејќи губитокот на работни места они губиток кои на работни места кои го имаме сега реален е толку малку колку што е заради тоа Вашата теза е дека доколку има такви мерки, приватниот сектор не може и нема услови да ги исплаќаат целите плати и туку државата треба можеби да ги исплаќа тие луѓе. Сметам дека апсолутно е точно дека сите мора да понесат товар од ситуацијата која настана, бидејќи оваа ситуација како што кажа министерката или началникот, ситуација која е еднаш можеби на 2-3 генерации. Не правиме мове за тоа. Меѓутоа не може неограничено да бидејќи сметите на тоа дека особено секторот на мали и средни предпријатија кои го застапуваат точно, кои се стапени точно во Сојузот на стопански комори, со оние кои не се доволно економски моќни, едноставно да го поднесат. Може би се само неколку мина во фирмата и ако вие ги оставите да останат домаќи, нема кој да работи. Сметите на тоа дека ние имаме најниска меѓу најниските продуктивности на трудот во Западен Балкан, што не помага во целава ситуација, ова е стара болна точка, сега не е предизвикана не од кризата и така натаму, меѓутоа има удел во цела ситуација. Баш заради тоа треба сите колку што можеме да придонесеме и да се најде решение. А ако нема, во случај да нема услови навистина децата да се примат и тие мајки, примерно мора да е здравјето на секој поединец и примерно мора да е најголемото богатство не се децата, примерно мора да се децата апсолутно. Меѓутоа доколку не се обезбедат оние основни карики, основни запчаници не профункционираат во наше општество, како што се на пример градинките, и децата не може да бидат чувани, во тој случај сметам дека товарот од економскиот товар од тој настан не може веќе да паѓа на секторот на мали и средни предпријатија. Мислам дека затоа беше битно затоа што знаете се обвинува приватниот сектор дека не ги пуштаат мајките да останат на породилно до крај или мора некој да се вратат од здравото. Апсолутно не, точно бевме максимално солидарни, сега секако може во секој купче ќе се најде некој црвче, немам, меѓутоа мислам дека апсолутно бевме максимално солидарни како приватен сектор снесувме огромен дел од товарот и мислам дека се покажавме во оваа ситуација. Градоначалниче, имам впечаток дека на терен работите, повторно ќе речам дека ова што го наведе господјата како примери во неколку градинки е неуспевање да се дојде до упис на дете или неповикување на дете да биде запишано, а од друга страна министерката излезе со конкретни податоци колку се запишани и колку реално доаѓаат.
Дали имате некој механизам на предупредување, на проверка на семејствата кои не ги испраќаат своите деца, а ги чуваат тие места, да ги на некој начин ставите на страна за да можат да дојдат на ред овие деца кои што навистина реално нема кој да ги чува и треба да бидат запишани. Кој е вашиот механизам воспоставен на терен за да може ово да се надмине? Таков механизам треба да имаме и верувам дека ќе го изнајдеме на почетоков уште. Зошто бидејќи моите бројки се поклопуваат горе-доле со на министерката, бидејќи многу деца се пријавени, нивните родители тоест ги пријавиле, а не доаѓаат во градинка. Јас на првиот ден, на 9 септември, бев малку и загрижен како ќе тргнеме денес. Кога отидов во посета на Орце Николов во Карпош 3, ми беше чудно да видам 2 или 3 дечиња во една занимална седнати. Така да има многу запишани кои што не одат дечиња. И скоро од секогаш било тоа така, да има бројка, да има листа на чекање. Во нормални услови, не да има листа на чекање. Во нормални услови 600 деца на список, а одат 450 или 500 деца. Секогаш некој е настинато, секогаш некој е отиден овамо, отиден таму, има и дечиња што им е непријатно да тргнат во градинка, проблем име, па треба да ги убедат да се поработи со нив. И не мислам дека тоа е некоја болест на системот кој знае каква. Меѓутоа, зборуваме сега за луѓе. Значи, зборуваме и за луѓе кои што работат во градинки. Значи, сега некако малку тргнавме со дебатава дека не му одговориле, не му вратиле, не му пишале. Не викам, не може да се случи. Ама сега редно е да спомнеме дека тие луѓе секој ден дезинфицираат и душеци, дезинфицираат и тоалети, со огромна радост и влегувајќи и тие во ризик како воспитувачки негувателки ги згрижуваат децата, така да може да се случи, еве до мене стигна. Јас сум прилично респонзивен на социјалните мрежи, на било кои социјални мрежи, стигнали и до мене реакции, вика, поднесовме за детенцето, не ни вратија повратно. Исконтактиравме со градинката, со службите, мејлот отишол во спам. Вас може било кој мејл да ви отиде во спам. Повторно ќе се вратам да се изнајде механизам, бидејќи тука и министерката и вас, на овие многу запишаните што не доаѓаат и овие што имаат реален проблем. Тоа не е заради короната. Еве каков механизам и што ќе предложите можеби од владата до општините? Јасно. Ние веќе како влада го предложивме ова на минатата седница на 14 и бевме задолжени од страна на владата како министерство да испратиме официјален допис до сите градинки. И ние тој допис по службена должност го испративме до градинките, во дописот стои: вработените од градинките да се ги контактираат сите родители кои што ги запишале дечињата, а не ги носат во градинка, дали мислат вистина да ги вклучат децата во престој во градинка или само го држат местото. Доколку не мислат да го носат детето, за да помогнеме на родителите на кои навистина тоа им е неопходно, да го отстапат своето место на родител чие дете мора да биде сместено во градинка. Ние ги испративме до сите градинки службено како министерство. И покрај дописот продолживме со контролите како министерство и ова е последната анализа денес воредна направена врз основа на реакциите, слушајќи ги родителите по медиумите, ние денес ја испративме ова анализа точно во градинките кои што беа посочени дека нема места. Така да, министерството сериозно и будно на дневно ниво ги прави анализите. И затоа велиме дека има места, не се искористени капацитетите и повторно повикуваме на таа општествена одговорност на родителите. Малку сакам да се надоврзам на господинот од Стопански комори околу теретот кој што малите и средни микрокомпании го трпат со отсуството на родителите користејќи ги мерките за продолжено породилно боледување. Јас сакам да кажам дека постојат родители кои што работат во јавниот сектор, кои што исто така како што кажа градоначалникот заеднички го понесеа теретот на оваа пандемија. Да ве потсетам само на персоналот, на докторите, на медицинските сестри кои што работат во болниците. Меѓутоа ја пак ќе ве вратам на бројката од луѓе што не доаѓаат на работа, што ги каже и самиот градоначалник Петар Шилегов. И многу од тие, јас значи апсолутно признавање за сите оние што се потрудија за време на короната и што го понесоа тоа. Меѓутоа факт е дека во администрацијата има поголем број на луѓе кои што не доаѓаа на работа за разлика од луѓето во приватниот сектор и очигледно свеста е различна. Од тука повикуваме на таа солидарност човечка која треба да постои во општеството и одговорноста. Некој треба да го натера да биде текстилните работнички да одат и да ги оставаат своите деца и фамилии постојано во текот на цела корона, а другите административците да седат. Кога говорев за јавниот сектор, конкретно мислев на здравствените работници
работници кои што сите овие 6 месеци се Ама и тие се во првата мајки. борбена Разликата Аз е сакам со да го кажам. администрацијата И тие се во родители, тие град се Скопје одговорни. конкретно. Значи, тие воопшто не користеле дел од нив мерки. Меѓутоа ги земам за пример оние што не тие одат се на работа. одлучиле дека во животот дека сакаат да бидат доктори, лекари, медицински лица и да ја помогнат на човештвото, така? Сега секој има право на избор во она што ќе го Не прави, се како согласам ќе до го крај работи. во- Се е тоа, дали ќе може да поставам две прашања? Да, повелете, затоа Значи, првото прашање ми е до вас. Што правиме со големиот број на мајки, дали имате статистика, затоа што не ни е релевантна статистиката на интернет порталите по ова што го каже министерката. Дали имате статистика на колку мајки им е престана договорот, односно не им е продолжен договорот за работа, бидејќи биле со договор на определено време, и ја користеле мерката продолжено породилно отсуство, затоа што доколку ти го откажат, односно не ти го продолжат договорот кој што е на определено време, нема никаков проблем законски за работодавецот тоа да го направи. Се ме интересира со таква статистика дали имате и дали имате некоја, не знам, статистика од оваа недела последнава, колку мајки прашале дали ќе може да користат одмор, колку им било одобрено, а на колку мајки им било кажано дека нивната фирма користела колективен одмор, додека тие биле на породилно отсуство, без разлика дали е породилно отсуство или е продолжено породилно отсуство. Вака, статистика конкретно од последнава недела, ептен концизни, значи статистика од последнава недела и слично немам, меѓутоа, од она што може последните 6 месеци, извинете сега да не биде. Од она што не е спорно, од она што го имаме како информација на терен, немам бројка да. Од она што го имаме како информација на терен. Еве конкретно јас потекнувам од овој сметководствена комора, при Сојуз на стопански комори. Најголем број, нема да се расфрлам 90%, 80%, 6%. Најголем број од предпријатијата максимално флексибилно влегува во ситуацијата и му возможно на вработените да јат преку еден ден, да се менуваат, една недела да се менуваат, кој може како работниот процес дозволува од дома да ги изведува работните обврски. Секој кој можеше дозволи овие денови што беа во март, април, мај месец да не бидат денови на работен одмор, на годишен одмор, туку да се земат годишен одмор нормален, редовен, после кога тоа го може. Тоа го направив јас, тоа го направив Верувам дека дали имате вакви дека случаи како има, што ги спомна? затоа што ги има тие се секој како реални што кажа случаи. дека има деца што родители несовесни што држат и како што има не знам, инспектори што не виделе или како што има како и да е што не вратил некој на мејл, сигурно дека има некоја фирма која тоа не правиме за тоа мора. Меѓутоа впечатокот генерален е дека повеќето се апсолутно излегало пресед се што може да направи. Додуше имаше тука си сега во некои правни аспекти ако завегуваме, си излезе на интервју од министерка од претходниот ешелон дека 14.500 било бруто плата. Тоа е веќе правно толкување кое не ќе да влезам. Влагаме со 50%, 70% дебатата во закон за работни односи. Кај некој можеби тоа можеше да се примени, кај некој не можеше вработени предпријатија. Кај тие кај кои не можеше да се примени, тие 14.500 беа нето плата и тие си добиваа полни придонеси, после тоа натовар на фирмата, никому ништо. Имате предпријатија со работен процес кој од два дозволува, како било прекин, кој трпеа огромни непроценливи последици од целава ситуација, па сепак задржија голем број на вработени. А дека има, како што има вработени кои злоупотребувале, секако дека има, може да се најде тоа неправилно. Следно прашање ми е до министерката. И денеска излази министерот за здравство Филипче кој најави рестриктивни мерки затегнување можеби на ситуацијата. Факт е дека и самиот кажа правиме анализа зашто е голема смртноста, бројките на заразени не се намалуваат и тоа го припиша на исто така можеби несвесноста на граѓаните и непочитувањето на мерките. Се појави и првите случаи во градинките на заразени деца во јасли или по големи деца, но и на вработени. Дали апсолутно очигледно дека треба да живееме нели со оваа ситуација, меѓутоа кој е алармот? Кога би се донело поинакво решение од сегашното? Дали имате направено проценка на колкав број на заболени и каков опфат по општини, по градинки, каков е механизмот на заштита и кога вие сегментирано можеби ќе затварате градинки? Не велам во цела Македонија, ако во Квадраци нема случаи во не знам, општина аеродром има или обратно, не значи дека све треба да затворите. Најголемиот капитал на едно општество представува човечкиот капитал. Ние
Стоиме на ставот дека здравието е најголемото богатство. Пред се здравието на дечињата, на младите, па понатаму преку персоналот и на вработените во градинките, но и родителите. Ме прашувате за нешто кое е хипотетички. Да, меѓутоа, знаете, извинете, морам да прекинам. Ве прашувам нешто што е хипотетички, затоа што овие прашања немаше да се отворат ако хипотетички не се поставаше прашањето дека мајката не може да добие од работодавачот дека ќе оди на работа и се уште и трае породилното отсуство. Значи очигледно дека ковид кризата има многу хипотетички прашања на кои што треба да се предвидат. Дали имате вие направено некаков протокол? Проценката, во кој момент би се преземале чекори за поригорозно однесување, односно на ограничување на движењата, во смисла на ограничување на движење во локали и така натаму, ограничувања во однос на работата на различни институции во различни средини, се носи врз основа на темелна анализа која што ја препорачува Комисијата за заразни болести. Епидемиолошката состојба во државата е таа што наметнува како ние ќе се однесуваме и дали тоа ќе биде унифицирано однесување на ниво на цела држава. Значи, ние тие проценки, таа состојба ја следиме на дневно ниво за сите позитивни негователи, за дечињата кои што се позитивни, ја следиме здравствената состојба на дневно ниво. Се уште во делот на градинките оваа бројка не е голема, излегуваме со информации на кризен штаб како тело кое што е формирано од страна на владата и на неделно ниво на тие состаноци се разговара за состојбите во државата. Дали имате затворена градинка до сега заради појава на ковид? Воопшто не беше отворена градинката во Свети Николе заради тоа што имаше позитивен неговател. Пред отварањето на градинката и ние донесовме одлука дека оваа градинка заправо во консултација со нас градоначалникот и одговорните во градинката воопшто не стартуваше таа градинка со работа. Вчера ни се случи ситуација да има сумнителни за позитивни во Чешиново, таа градинка комплетно е затворена. Ние во ниту еден момент не сакаме по секоја цена овие установи да бидат отворени. Реков, најважно е здравието. Одлуката дали, кога и во колкав обем ќе бидат затворени установите за сместување на деца, ќе носиме согласно епидемиолошката состојба. Ве прашувам затоа што ви дадовте добри примери. На пример дадовте примери како сте изреагирале во едната и во другата градинка, дека очигледно министерството сега за сега во едни вакви услови ги затвара сегментирано градинките или групите. Согласно проценката на епидемиолошката служба, односно ова е по препорака на епидемиолозите кои што влегуваат во градинката после појава на сумнителен случај, после тестирањето и доколку е позитивно, носат одлуки дали цела група ќе се затвори или цела градинка. Што со јаслите каде што се појави имаше еден случај на бебе во јасли, мисля че во една од скопските. Тоа беше во градинката 13 ноември, детенцето било донесено само еден час за адаптација, првиот ден кога се отвори градинката и потоа следните денови родителите не го носеле. Вработените во градинката ги контактирале, кажале детето има покачена температура, најверојатно вади запче, за да после се испостави дека цело семејство се позитивни, тоа дете воопшто не се вратило во градинка. Епидемиолозите настапуваат, прават епидемиолошка анкета и согласно медицината базирана на докази носат одлука кој од групата дали ќе се изолираат, ќе бидат ставени во домашна изолација и согласно индикациите дали треба или не треба да се тестираат. Иста беше ситуацијата со воспитувачките во Битола, заради кои 6 воспитувачки беа извадени од процесот на работа, така да будно ја следиме состојбата, во текст сме со сите случувања и ви реков, на дневно ниво правиме пресек како се случуваат на терен. Извинете, ќе морам да се надоврзам кај градоначалникот. Вас ќе ви се појават проблемите реални, ако на пример имате воспитувачи кои се заболени, кои може другите да мора да додат во самоизолација и слично, што со дали имате доволен персонал кој што може да го замени овој персонал и како воопшто вие ќе работите, затоа што министерството кризен штаб ќе носи мерки, ќе затвара и слично, ама вас ќе ви се појави проблем каде децата од таа градинка да се прифрлат и слично, здравите. Добро, ние прво прилично сериозно инвестиравме во минатиот период во зголемување на капацитети. Значи, изградивме нова градинка во Бардовци, кај што воопшто не постоеше. Таа има 78 деца сместува. Направивме доградба и во Тафталиџа 2, таму 95 деца сместува. Така да капацитетите се веќе зголемени, просторно. Денеска бев во посета на градинка Мајски цвет во Тафталиџа 1, која што се реновира. И таму 2-3 простории кои што биле за администрација се преадаптираат. Значи, едноставно се свесни и кадарот. Тие се практично најсвесни во целиот процес, за тоа што ги гледаат дечињата секој ден. И нивните простории се преадаптираат. Така да, мислам дека со простории ќе добиеме поголеми простории, односно поголем број на простории ќе добиеме. Нормално тоа е до одредена граница.
во која што повеќе нема да може да добиеме простории. Меѓутоа, онаа состојба која што сега има во моментот на посетеност и со добар механизам, она што го зборувавме на почетокот на контрола, дали е запишано детето и дали доаѓа или не доаѓа, а некој не може да го запише, например, поради тоа место, со добра таква контрола и селекција, мислам дека навистина ќе ни стигнат капацитетите. Во делот на персоналот постојат неколку опции. Прво, јас со министерката разговарав веќе, ние имаме една потреба од побрзо добивање на согласност на трајно упразнетите места. Зборувам за пензионирање или трајно напуштање на работното место, кои што знаат да траат некогаш процедури, меѓутоа верувам со ажурност на Министерството и на владата брзо ќе се пополнат и тие. Постои една законска можност директорката или директорот на градинката одреден процент од вкупниот број на вработени да ангажира со договор на дело, тоа е за итни ситуации, да ангажира негователка, воспитувач и слично, или хигиеничар, еве, се јавува тоа нели како потреба, и како трета крајна инстанца постои општината. Општината може да ангажира преку агенција за привремени вработувања кадар кој што јас го гледам тоа како последна варијанта, најверојатно затоа што еве 3 години скоро водам една од најпревработените општини која што како таква наследив, па гледам да скратиме во тој дел, меѓутоа кога ќе дојде до детска и социјална заштита не можеш да кратиш. Така да нема ни биде ни прв ни последен пат да ангажираме ние дополнителен кадар. Иако, да бидам искрен, во изминатиот период имаше голем број на согласности за нови вработувања во градинките. И не само согласности за вработувања, верувам дека се и помотивирани со платите. Кадарот кој што значи, работи велите дека имате решение и просторно и кадровско. Има решение и просторно и кадровски во моментов и во догледна иднина. Не е тоа бесконечно и тоа не значи дека нема да дојдеме можеби во некоја ситуација во просторен проблем или дека нема да дојдеме во кадровски проблем. При да продолжиме може ли едно прашање само многу кусот кратко? и морам да најавам реклами. Пред малку, прашање значи директно. пред малку самиот господин Богоев кажа дека не може да се стигне да се одговори на мејл затоа што не е тачно, сите не е прават тачно. се извинете. Не, некој реков мејл може да отишол во Може спам да или отишол слично. во спам, да треба да се почека подолго време, бидејќи тие вработени Тој по инцидент. градинките не слушаат што кажувате. Значи, бидејќи нели сега е подигнато е нивото на заштита, треба почесто да се дезинфицира, треба да биде чисто, таму има мали деца и сето тоа вака многу фино звучи. Кажете ми колку нови хигиеничарки се вработени во општина Карпош? Во градинките Орце Николов 1, 2, во Карпош 2, Карпош 3 и Карпош 4. Вие се сомневате дали има доволен број на луѓе кои што може да дезинфицираат? Видете, ми оди детето таму во градинка. Јас имам одлично искуство со градинката. Мислам, не можам да се пожалам. Таа градинка за текот на целава корона нас ни пушта насоки на Вибер за како да работиме ние со децата, за децата да не ја изгубат работната навика. Меѓутоа, на терен работите со воспитувачки, со чување деца, на крај кога сите си одат, тоа е во групата во јасли, мислам, ова се проблеми. Не, ова се проблеми пред короната да не ги отвараме. Добро, дали имате доволно луѓе кои што ќе обезбедат дезинфекција на просториите, хигиеничарки? Колку нови се вработени, еве кажете ми. Може да одговорам? Да. Кратко, со бројка. Вака. Пократко не може. Не се вработени. Во ред. Може да ви кажам зошто не се? Зошто? Затоа што сега имам истата бројка на хигиеничарки, која што обслужувала 440 деца во исто време во градинките Орце Николов, а во моментов има 151 дете. Значи, има 3 пати е помала бројката на присутни деца во моментов, а бројот на хигиеничари или хигиеничарки, небитно, е ист како кога бројката била 440. И тоа го имаме ние на секојдневна основа пратење како бројка и како статистика, а ако почне од утре да расте бројката, што се очекува од утре да почне да расте, кај нас преку Агенција за привремени вработувања или во градинката преку договор на дело, вработувањето на хигиеничар или хигиеничарка се завршува за неколку часа. А за во воспитно тој аспект, наставен кадар? апсолутно ве молам и вас, и родителките, и родителите. Немојте да се грижите за делот на хигиена. Значи, јас ви давам гаранција сега, не само на вас, но сите што следат. Давам гаранција, ако нешто биде сигурно како што треба, тоа ќе биде хигиената. Знаете и вие дека прв пат по години се дезинфицираат душеци
меки играчки. Да, ова и ми е тепи прашање зашто за во порекламите, Велика затоа што тоа е веќе Зошто? тоа е До на сега вистина никој не го добро. направил. Короната е негативна и на вистина е лоша болест, меѓутоа во Македонија Лупевска, барем научија видете, луѓето да мијат раце и да видат. Не треба да се секираме, Пауза хигиена за така се реклами и одржува. продолжуваме со дебатата. Владата. Добро, тука се разви дебата на неколку теми, факт е дека различно. состојбата во градинките и пред короната има аномалии кои што требало да се направат. Она што е заклучок е дека навистина сега барем за хигиената ете вели градоначалникот и начално не треба да се грижиме, меѓутоа еве се поставува секогаш прашањето на координација, не координација, предвидени сценарија за побрзо да се делува. Мајките се во право кога велат дека оваа ситуација можеби треба да се предвиди на време, да знаат и раководителите на градинките и работодавачите дека треба да издадат дозволи. Значи, што според вас е проблем? Дали таа некоординираност, дали секој министерство можеби треба да си ја предвиди ситуацијата да постави прашалници уште сега до другото министерство? Апропо адхок одлуки, апропо недосмислени процедури брзоплетно донесени. Се ако може да се надоврзам. Бидејќи многу убаво кажа министерката, човечкиот капитал е најбесценетото нешто што може една фирма да го поседува, што не може да се реплицира, што никој не може да го украде, што и бидејќи добри стопанственици се за тоа свесни. А бидејќи сепак може да дојдеме повторно во ситуација, поради X причини, ете есен доаѓа, кажа. Доаѓа есен. Доаѓа, еве да речеме, Протоколите за во непредвидена градинка се ситуација. јасни. Ете, доаѓа непредвидена ситуација, вие кажавте дека една градинка била затворена. Мислам спорадично, така, Да. горе, чекате Инцидентно. да инцидентно, чекате Да. да се случи да комисија за заразни болести да каже, па реагирате. Па кажа градоначалникот, нели има 2-3 позадински работи што може да се направат, прво Така. дополнителни, не знам, да се префрлат друга градинка, па да се доземат луѓе, дополнителни договорна дела и така натака. Меѓутоа на крајот на денот може да испаднат тие деца од таа градинка која била затворена да не може да се збринат. Во тој случај повторно товарот ќе падне на мајките. родителите да треба да ги чуваат децата. А така автоматски и на фирмите. И на ако фирмите. И сакате. сега одиме повторно чекор назад и доаѓаме до фирмите. Зошто дозволуваме да чекаме да се случи нешто, па да реагираме? Еве знаете дека може да се случи. Дефинитивно може да дојде, бидејќи е непредвидена ситуацијата како што сите знаат. Дајте да седнем. Ете со Министерството за финансии во четвртиот сет на мерки да ја предвидиме ситуацијата. Можеби дај Боже никогаш да не треба да се искористи таква мерка. Ни една градинка да не се затвори. Ама знаете ли колку значи на приватниот сектор да ја добие сигурност, а со тоа ќе добијат и родителите. Сигурноста дека ако се случи, не дај Боже, ако сите безбедносни механизми пропаднат, паѓа тој вработен кој мора да седи дома заради тоа што нема градинка, поради сите тие виша сила причини, ќе падне на товарна држава. Породилното е прекинато, Не збориме зборите само за не породилно, збориме збориме за за прекинато, градинка, не збориме за градинка, зборуваме до за 6 години. Не, да. збориме за Ова е она повеќе и класична- прашање до Министерството за финансии, меѓутоа е реална ситуација. Прашање за комуникација меѓу институции. Јас сега само го нафрлам, може да потегнем Ако муабетот може да се апсолутно надоврзам. министерство. Протоколите се јасни. Секое дете кое што ќе пројави било какви симптоми, значи симптомите на COVID-19 се многу слични со сезонските грипови и вируси кои што нас не очекуваат. Значи детето ќе му се растече нос, ќе почне да кашла, ќе ми се јава да одам да си го земам од градинка, јас ќе отидам, ќе си го земам и нема никаков проблем. Така? Јас ќе бидам една мајка, ќе биде друга уште една, 5-та, 6-та, 10-та. Знаете, сите знаете што се случува есенскиот период во градинките. И сега, при наплив на вируси и на грипови, на сезонскиот грип кој што сите некако му се плашат, ама не го кажуваат уште многу јавно, сега се донесува ние сите да се вратиме на работа, па излегува дека ќе се вратиме на работа, ќе се искористиме одмори, децата ќе ни трнат во градинка, тоа дете мене кога ќе ми го вратат теретот пак ќе падне кај работодавците. Убаво кажува господинот, дајте да се предвиди ваквата ситуација, за да знам дека мене од работа нема да ми кажат или друга мајка дека нема на неа да ја кажат нема потреба да доаѓаш. Затоа што ќе биде едно боловање од 2 недели, така ќе мора тоа дете да седи дома минимум 10 дена. Може би тој рокот на седење дома ќе се зголеми, никој не знае. Целиот вирус ни донесе многу непознаници, ние сме сите затворени од март. Добро, тука и се сега враќаме, работиме да прекинеме само. пет до Се враќаме 12. на моето прашање, можете ли вие не само да чекате на комисијата за заразни болести, туку и самите министерства да ги предвидат и да направат одредени барања со останатите, како што викате, финансии, например, за вработувањата, зборуваме за предвидување на состојба за зголемување на состојбата со вируси и слично.
Како би можеле вие вака меѓуресорски овие работи да ги решите за да не се чека све на комисијата? Знаете како комисијата, мислам не може да постигне толку се да направи ако и вие не помогнете. Правна сигурност. Правна сигурност за да знаеме однапред што во која ситуација. Што мислам дека е многу легитимно барање или да го имаме, затоа што сигурност, секој бара сигурност во оваа ситуација во која што сме. Значи соработката меѓу министерствата и вклучително на сите министри во склоп на владата цело време постои и се координираме. Прво, јас сакам да ве потсетам дека како влада и во периодот кога наназад, кога беше техничка влада, владата излегуваше во пресрет на предпријатијата. Ние сега го подготвуваме новиот сет на економски мерки кои што треба да ги адресира проблемите од корона кризата од финансиски аспект на најранливите категории на граѓани. Значи, она што владата го пружи како помош во изминатиот период, преку субвенционирање на плати, преку субвенционирање на придонеси, бескаматни кредити, одлагање на плаќањето на кредитните рати од страна на граѓани, тоа е одговорна политика која што продолжува и периодот пред нас. Видете, дозволете. Има долги рокови за извината, трае корона кризата и не дај Боже ќе трае и зимоска можеби. Па ние размислуваме и работите работиме се на тоа. загрижени затоа што ќе им се случи повторно да имаат отсуство од работа на лица кои што ќе ги задолжи протоколот да не доаѓаат. Затоа мислам дека прашањето е што со таквите да се предвиди, владата прави, креира што ќе политики, прават, дали ќе им дадат како помош што ќе повторно соодветува и слично. ситуацијата, соодветно ќе реагира, се разговара за финансиски ресурси, како овој период да се премости пред нас. Ние и во изминатиот период покажавме дека сме одговорни и сме тука за граѓаните. Сега може полесно да се продолжува и предвиди, министерке. Сега е полесно може да се предвиди што може да се случи затоа што веќе еднаш ова го поминавме во март, април. Сега може да се предвиди дека може да не се случи нова криза со ковид и нови отсуства од работа. Ако ги следите трендовите во целиот свет, нас ни престои уште еден долг период со кој што треба да се носиме. Да се предвидат владата механизмите. работи, креира политики, размислува и бара ресурси од каде ќе ги задоволи потребите како на граѓаните. Ние мора да функционираме како држава. И од тука повторно апелирам до граѓаните. Сите треба да го понесеме товарот на пандемијата. Секој од својата позиција, секој почнувајќи од својата човечка одговорност прво, второ како професионалец кој што треба да се врати на своето работно место и да овозможи доколку тој се врати на работното место, има одговорност према својот работодавач, ќе функционира системот. Треба да го искористиме периодот кога чекор по чекор општеството се трудиме да го вратиме на нормала. Меѓутоа, ќе завршам повторно, човечкото здравје е најголемиот капитал. Во моментот кога се процени дека ситуацијата не е безбедна, по здравјето на децата, ние никогаш не сме рекле дека по секоја цена градинките ќе бидат отворени и децата ќе одат во градинките. Говорам конкретно за ресорот кој што вечер во оваа дебата го застапувам. Значи, будно ја следиме состојбата. Точно. Жане, секако дека здравствените власти се тие што ја прават проценката колкав е ризикот и во кој момент еден објект, една група или сите градинки во еден град треба да бидат затворени. Значи, будно се следи состојбата и се носат одлуки во од. Ние за пандемијата со коронавирусот, со COVID-19 учиме како и целиот свет. Ова е ситуација која е наметната. Имам едно прашање, ако може. Вие спомнувате Комисијата за заразни болести неколку пати, дека нели се чека од Комисијата за заштита од заразни болести. Комисијата донесе предлог да се продолжи породилното отсуство до 31.12 на средбата со представниците на првиот протест. Било кажано, јас не присуствував лично, било кажано дека таа комисија ја променила одлуката. Не беше така. Јас бев на првата средба. Јас не бев, еве затоа ве прашувам. Ќе ви одговорам. Зошто не испочитувам предлогот на комисијата се со цел да се заштитиме ние? Ќе одговорам. Значи бевме на средбата со дел од родителите кои што протестираа заради укинување на породилното боледување заедно со министерот Филипче. Комисијата предлага како мерка за враќање на децата во градинка. Односно, со тоа се губи суштината зошто родителите би продолжиле породилното боледување. Владата ја носи политичката одговорност и одлуката на владина седница. Комисијата за заразни болести препорачува. Меѓутоа, владата ја носи одлуката. Зошто? Затоа што во тој момент состојбата во државата е таква, може тие деца да се згрижат, протоколите гарантираат безбедно сместување на децата во јасли, дури и таа бројка од 0 до 2 години, од 6 сега е зголемена на 12 деца, за да ги прифатиме дечињата на сите родители
родители кои што користеле продолжено породилно боледување. Министерот Филипче многу јасно кажа, смислата на продолжено породилно боледување се губи со отварањето на јаслите, односно на моментот кога се реши да се отворат јаслите. Да, одлуката е владина. Па дека мајките како да не ќе додадат на работа. Леле, нема мајка што не ќе да се врати на работа. Се дома чува две деца и извините вака. Таков печаток се добива кога протестираат и велат дека сака да се продолжи, Сега ви кажувам, печатоци во јавноста. Апсолутно нема никаков проблем. Јас кога ќе се разболам, одам на лекар. Така и мене лекарот ми вика, ти имаш проблем со грлото, ева амоксиклав ќе пиеш. Јас не сум лекар и го слушам докторот што ќе ме каже, не пијам диазепам на своја рака. Сега комисијава што работи и што е целта да дава препораки за да се заштитиме, нели? Да, меѓутоа едно со друго не оди. Или ќе се вратат на работа ако работат јаслите или нема да се вратат. Ама ајде да се вратиме, зошто не дадовте разумен рок, ете и самата кажувате дека сте мајка, сте го пуштиле детето на 8 месеци. Дозволете. Ама како е 2 недели кога изгубен во технички? Градинките се отворија на 9, значи ние донесовме. А деца не примаат додека не однесете. Да, тоа е веќе работа на општината што не ја завршила. Па сега, ако вие меѓу себе не се синхронизирате. Ние сме синхронизирани. Па како сте синхронизирани кога еве јас не успеав до сега дете да однесам? Дозволете. Мајките кои што или родителите кои што користат продолжено породилно боледување, тие не се ризична група, тие се најздравите и најпродуктивниот дел од нашето општество. Се согласувате? Штом детенцето сме создали услови да се врати во градинката, доди во јасли од 0 до 2 години, бројката од 6 на 12 зголемена. Анализите говорат дека таа возрастна група чини 11% од сите деца кои што престојуваат во градинка. Нашите анализи говорат дека има место, дури дека и јаслите се најмалку исполнетиот дел во градинките. Тогаш се губи суштината родителите да користат понатаму продолжено породилно боледување. На почетокот на емисијата дека има технички проблеми кои што биле на терен. Факт е, добро да сублимирам дека очигледно вашите инспектори добро што да немало период, еве ви кажувам, јас го прекинав првото породилно отсуство. За накрајно прашање, има многу случаи каде што родителите ги држат местата во градинките, плаќаат за тоа намалена сума од редовната, и дури има повици да не ги плаќаат ниту тие пари, а местата да им останат. Од друга страна и самата министерка ги кажа бројките дека голем дел на вистина не сакат да се откажат од ова. Како ова ќе го решите? Едната работа е како на вистина ќе воспоставите контрола, ако еднаш, 2 пати, 3 пати ги повикате да дојде не доаѓа, дали ќе вие по автоматизам ќе ги отпишете? И дали ако некој плаќа само за местото, а не е доаѓал со месеци, колку месеци треба да не дојде детето за да му го отпишете? Ама во континуитет после треба да доаѓа, не да дојде еден ден па 10 дена да не доаѓа или еден месец да не доаѓа. Дали може да направите еден механизам за тоа што на терен очигледно дека овие мајки се во право, нивните деца треба па да бидат запишани? Општините не може да направат таков механизам. Тоа треба да го направи владата и министерството. Еве тука е министерката, затоа е до двајца да го кога сме ки парите и плаќањето на парите, што беше една дебата дали да се плати или не се плати. Значи јас не сум поборник на популизам во кој што ние сега ќе донесеме одлука, нема плаќање, уживајте, не ги трошете парите. Местата чувајте си. Јас сум поборник да покажам што може да се направи со парите што ги плаќате. Еве денес може да се види што се направи во Тафтали Джерен мајски цвет. Конкретно ме прашувам, плаќат да речеме 550 денари, тоа им е многу, велат ние сакаме да не плаќаме, а местото да ни стои. Можно ли е тоа? Видете, мислам дека треба ова да се разговара и со министерството и со владата. Не може да биде можно и да не плаќате и местото да ви се чува, а некој за сметка на тоа да не може да го запише собственото дете. Затоа сакам јасно да им кажете да знаат. Не, па добро, тоа мислам дека е не очигледно има уште да кажете. Што се вели, дали може разум да направите вие еве за крај, затоа што има многу малце време. Каква контрола ќе воспоставите на ова? Има луѓе, ги знаат сите општини, односно сите градинки, сите тие што плаќаат помала сума си го чуваат само местото и не доаѓаат. Ќе ставите ли рок колку време треба да не доаѓа едно дете за да го пишете? Да, дали тие правилници се применети, дали вие сега ќе воспоставите механизам сите тие што не им одат на градинка да се отпишат и да остават простор за тоа да не протестираат мајките да им бидат запишани деца. Значи ние будно ја следиме состојбата, бројките ги имаме и согласно тоа и ќе ги преземаме мерките. Владата прво донесе одлука за влезен критериум кои родители треба да ги носат децата. Самохрани родители и двајца вработени имаат приоритет во целава ситуација. Еве од утре веќе сите ќе бидат тие вработени. Вториот допис кој што исто така врз основа на владина одлука го
испративме во градинките за тоа да родителите кои што не ги носат децата во градинката да ги ослободат местата и да се вратат. Ама еве свеста не проработува. Дозволете, не проработува свеста, ама имаме се уште празни места. Така, што ќе правите вие? Имаме се уште празни места. Ние повторно би ги испратиле на терен и согласно овластувањата да се провери ситуацијата на кој начин да излеземе на заедничко општо добро како треба да се однесуваме. Ако една година не оди во градинка или пола година, мислам дека реално треба да дадете простор за некој друго дете што навистина. Па тука е менаџирањето со градинките, се па и тие раководители во градинките треба да го Не ја префрламе, ние сме заедно во целата приказна. Ова е проблем кој што заеднички го координираме, затоа и не сме ги оставиле само сами директорите во градинките да ги менаџираат ситуацијата. Затоа им испраќаме вакви дописи, затоа ги испраќаме инспекторите да утврдуваат ситуација во услови на пандемија. Некој да не го носи своето дете, а има родители на кои што ова им е неопходно во моментот, па на крајот тоа е недозволиво и невозможно. Мора тие работи да ги промениме. Ви благодарам на сите што учествувавте во оваа дебата. Знам дека можеби времето е прекусо да ги опфатиме сите прашања. Благодарам и на вас од Сојузот на стопански комори што реално кажавте па како работодавци со што се соочувате. Мислам дека сите сме во истиот чамес, дека сите во истото целиме. Очигледно вакви дебати се потребни и верувам дека повеќе можеби треба да се сослушаат и проблемите на родителите, меѓутоа и вие повратно да знаете што се случува на терен и што имаат проблем градоначалниците, а Министерството е тука за да сублимира се и создаде механизам. Благодарам за вниманието, останете на програмите на Телма.